А парџик од Скопска Црна Гора продава Ване Ѓоргиев од село Лесковица на пазарот во Штип. По цена од 300 денари за килограм граѓаните навалија со купување. Од пазар тие го носат во бавче и го садат за да имаат млад кромит за Великден. Цената, вели Ване, е реална и за купувачите и за продавачите. Иако продажбата не е како во годините предходно, сепак поборувачката е задоволителна. За нашата телевизија тој додава дека младиот кромит, наречен на парџик, може да се сади уште во ноември, во зависност од временските услови. Имаме да започнаа да трошат парџик во Скопје, во Скопска Црна Гора. Колку пари е кило? 300 денари. Барат ли го граѓаните? Барат, потроши 2 вреки, потроши веќе од сабање. Ово е само за садење? За садење. Колку време се занимавате со ово, да го продавате вака? Па види, ние ово се продава до април месец, после се насаде до април и есента се изваде, се продава по голем. А може ли сега да се саде? Садат луѓето што од ноември месец. Само ако дае времето услови, ако е многу врнеживо не може да садат, иначе садат. Кромидот не бара вода, ќе рече овој долгогодишен земјоделец од Лесковица. Потребно е, вели, преработена бавча, бразди, садење, а вода само еднаш. Корисен е, здрав, особено на пролет. Вели може да се јаде и со салата, а може и пржен со неколку зрна јајца. И да се наводнува? Па види, кромидот не е вода. Не е еднаш да му заврне доволно. Инаку пролетта е најдобар временски период за садење на кромит на отворено, при што температурата на воздухот треба да биде околу 12 степени, а тоа е околу крајот на март и почетокот на април. Пред садењето потребно е да се потикне ратењето кај семенскиот материјал и за таа цел семенскиот материјал се остава на топло неколку денови. Кромидот подлежи на габични вирусни заболувања. Со цел истите да се спречат, семенскиот материјал може да се третира со бакарен сулфат или слаб раствор од калиум премангант. Кога семенскиот материјал е подготвен, се започнува со садење.